Слободата на мислење и изразување се однесува на сите луѓе подеднакво. Тоа право мора да се почитува и заштити. Слободата на изразување ги опфаќа сите форми на човековото изразување, пишаниот збор, видеоматеријалите, фотографиите и слично. Слободата на изразување не смее да се злоупотребува бидејќи може да се претвори во говор на омраза. Секој кој повикува на насилство врз одредена група луѓе не може да се повика на слободата на изразувањето. Никој нема право да повикува на насилство врз одредена група луѓе. Државата треба да промовира закони и практики против напади и клеветања и против злоупотреба на кривични и граѓански постапки. Државните функционери треба јавно да осудат напади, тортура, убиства и заплашување врз било кој поединец, како и врз медиумите. Тоа значи дека новинарите и медиумите треба да работат во заштитена и сигурна средина, без страф од притисоци, напади и прогон. Покрај физичките напади врз новинарите и медиумските работници, слободата на изразување е често ограничена со закон или практики со кои се воведува цензура и се поттикнува автоцензура. Мора да се инсистира сите кои се по затвор или притвор за изразување на нивни ставови да бидат ослободени и да се овозможи правна заштита за свиркачите. Телекомуникацијските компании имаат клучна улога, бидејќи треба да овозможат пристап до информации и заштита на личните податоци на интернет, со цел да ги намалат негативните влијанија врз слободата на изразување. На граѓаните треба да им се подобри пристапот и безбедното користење на интернетот и дигиталните комуникации, да се работи против обидите да се блокираат, филтрираат, цензурираат или затвараат комуникацијските мрежи. Државата мора да обезбеди слобода на медиуми и плурализам. Тоа значи медиумите да бидат слободни, заштитени од политички и комерцијални влијанија. Да се направи фер распределба на јавните пари во медиумскиот простор и подобрена транспарентност за сопственоста на медиумите. Слободата на говорот, правото на приватност и правото на заштита на личните податоци може да бидат повредени ако се пристапи кон незаконско и самоволно контролирање на комуникациите. Државата мора да осигура дека собраните и обработени материјали се во интерес на државната или јавната безбедност и се во согласност со меѓународното право. Слободата на изразување води кон градење на демократско општество. Да ја заштитиме.